пред да ја изнесеме првата оценка по денот на гласањето во Македонија, во Скопје, во Долневи и во Струга, би сакал пред вас јавно да им заблагодарам на сите мои колешки и колеги кои денеска неуморно работеа, како и во претходните изборни кругови, луѓе со интегритет, храброст и ентузијазам, кои навистина посветија голем дел од своето време и вложија многу труд, и зборуваме за храбри луѓе кои мене ме придружуваа сите овие недели и месеци. Првата оценка на Цивил, Центар за слобода, за денешниот ден на гласањето е дека голем број нерегуларности, притисоци, тензии, манипулации, демографски интервенции и друг вид структурно насилство се главен белег на денешното прегласување и гласањето на локалните избори. Најголем број неправилности и тензии имаше при прегласувањето во општина Центар. Во Скопје нерегуларностите и притисоците се регистрирани и на прегласувањето во општина Струга и гласањето во вториот круг во општина Долневи. Бројните нерегуларности, притисоци и манипулации ги регистрираа наблюдувачите на Цивил, кои и овој пат беа попречувани да ја вршат својата работа во неколку наврати во текот на целиот ден. Исто така, на дежурните телефони на Цивил имаше и поголем број јавувања на граѓанки и граѓани кои јавуваа за разни видови притисоци и нерегуларности, како и за недостаток на информации, односно обиди да се намали излезноста на гласачите. Цивил констатира дека при гласањето во Центар уште еднаш се употреби демографска интервенција. На граѓаните дојдени за гласање од Пустец, Албанија, овој пат им се придружија и ги засилија нови гласачи од Велес, Струмица, Кавадарци, како и од скопските општини Аеродром и Бутел. Регистрирани се и гласачи кои во личните документи не им е впишано местото на раѓање, наместо тоа стои XXK. Во општина Центар забележани се низа инвентивни обиди за дезинформирање на граѓаните и граѓанките со цел да не излезат на гласање. Во поштенски сандачиња оставени се флаери во кои се тврди дека прегласувањето е на 28 април. Во текот на гласањето истото се случуваше и пред неколку гласачки места, каде што партиски активисти ги убедуваа луѓето дека не се гласа денеска или дека тоа не е нивното гласачко место, со цел да се внесе забуна и да се намали излезноста. Според нашите наблюдувачи и пријавите на нашите дежурни телефони, во неколку повеќе катници во општина Центар беа исклучувани лифтовите или намерно се заглавуваа на најгорниот кат. Прегласувањето мина во тензична атмосфера, односно максимално користење на институциите за притисок врз гласачите. Забележливо беше зголеменото присуство на полицијата во сите општини каде денеска се гласаше. Забележани се повеќе возила без регистарски таблички во непосредна близина на гласачките места. Во ходниците на основното училиште Песталоци забележани се вооружени полицајци. Во домот на градежниците, припадниците на полицијата во униформа и во цивилна облека легитимираа и ги запишуваа присутните новинари, а при тоа одбиваа самите да се представат пред нив. Една новинарка беше малтретирана и удрена од едно лице во избирачкото место 2855 во дом на градежници, за што Цивил има документирана изјава. Партиски активисти попречуваа телевизиски екипи и новинари да ја вршат својата работа на неколку избирачки места во Центар. Организиран превоз и агитирање се регистрира и во Житоше, општина Долнени, каде исто така се забележа големо присуство на полицијата. Пред гласачкото место во село Дебреште, општина Долнени, на полициското возило е монтирана камера насочена кон влезот на гласачкото место. Цивил ги обработува информациите кои постојано доаѓаат и во овој момент додека ви ја давам оваа изјава. Наблюдувачите и граѓанките и граѓаните досега донесува многу информации, тие се обработуваат и од мобилните тимови во овој момент со нови информации, со нови анализи и сознанија ќе излеземе утре на пресконференција во 13 часот и 30 минути во клубот на новинарите.